Го прашавме инспекторатот дали решението на Васка Коцева со кое налага на штипска фирма да отстрани од работа 8 лица за кои редовно се плаќани придонесите, а единствен греф е што не нашле време да ги потпишат анекс договорите. Дециден одговор на ова прашање не добивме. Првиот инспектор Горан Јовановски во дописот вели дека инспекторката на 28 декември донела решение за, цитираме, отстранување на неправилностите. Но во решението од кое 24 вести поседува копија и на кое стои подпис и печат од Коцева, јасно стои дека се бара отстранување на вработените, а не на неправилностите. За иронијата да е поголема, Јовановски тврди дека на фирмата е било предложено така наречено порамнување, но таа наводно одбила, а веднаш потоа самиот во истиот допис додава, цитираме, на 30 декември наредниот ден представник на работодавачот дошол кај инспекторот и на записник дал изјава дека се отстранети неправилностите и доставил потпишани договори со 8 лица. Иако неправилностите биле отстранети, инспекторката сепак еден месец подоцна носи решение како и да не ги добила потпишаните договори. Имено Коцева во декември при инспекција во штипска фирма донела скандалозно решение со кое на фирмата и налага да отстрани од работа 8 вработени, да плати казна како да има работници на црно и покрај фактот што за лицата биле редовно плаќани придонесите и платите. Единствен проблем било што лицата ги немале потпишано анекс договорите. Вработените се жалеа и до народниот правобранител, кој веднаш реагираше и бареше од инспекторатот да ја уважи нивната жалба. Но ниту правобранителот, ниту пак вработените повеќе од 2 месеца немаат одговор на жалбата. Нема одговор ниту од второстепената комисија која ја разгледува жалбата на фирмата. Законите на Македонија не се за секој да се ги толкува како сака. Поставуваме јасно прашање до инспекторатот. Дали решение во кое се налага отстранување на вработени е според законот? Дали работници кои единствено немале ставено подпис, а кои плаќале на државата придонеси, имаат ист третман како работници на црно?